Помпеја е град кој се наоѓа на брегот во близина на реката Сарно, во близина на Неапол, во италијанската провинција Кампанија и на пресекот на патиштата до морското пристаниште. Изграден е на вулканска карпа која се издига на 30 метри над морето. Бидејќи е целосно без изворна вода, животот бил тежок, но поради неговата стратешка положба што дозволува контрола на плодна рамнина зад градот и морски залив под градот, била атрактивна локација за многу народи. Градот е најпознат како римски град кој бил уништен со ерупцијата на Везув на 24 август 79 година од нашата ера. Помпеја била закопана под слојот пепел 1600 години пред случајно да биде откриена. Современиот град е основан во долината Помпеја во 1875 година со мала населба од 300 жители, која денес има околу 25.000 жители. Главниот и пешачки плоштад во Помпеја и срцето на градскиот живот е долг 142 метри и широк 38 метри, а од него водат главните улици. Тој бил врамен со колонада од дорски и ионски столбови од 3 страни, додека од четвртата бил храмот на Јупитер, подоцна Капитолиум, храм посветен на римското тројство – Јупитер, Јунона и Минерва. Зградата на свештеничката на Венера, Евмахија, која се занимавала со императорот Тибери, е една од најпознатите знаменитости кои морате да ги посетите доколку патувате тука. Оваа зграда е всушност седиште на незината богата трговска корпорација и фабрика за облека. Сместена во близина на Неапол во Италија, Помпеја е огромен археолошки локалитет кој дава увид во животот на луѓето за време на античко римско време. Без разлика дали планирате да одвоите еден ден или повеќе, истражувањето на секоја педа од Помпеја може да се каже како Херкулесова задача. Со оглед на тоа што е распространет на речиси 5 квадратни милји, треба да се подготвите однапред со одлучување за областите што би сакале да ги посетите. Од посета на најстариот преживеан римски амфитеатар до разгледување на античките бордели и бањи, има многу што да се прави во Помпеја. Посетете го амфитеатарот. Тој е најстариот преживеан римски амфитеатар досега. Популарен простор за жителите во Помпеја, амфитеатарот некогаш имал неверојатни 20.000 луѓе. Со оглед на тоа што горниот дел се уште е недопрен, можете да седнете и да транспортирате назад во времето. Сместен на крајниот дел на Помпеја, има помал број туристи кои го посетуваат амфитеатарот, особено наутро или доцна попладне, давајќи и на арената морничаво чувство. Истражете ги борделите во Помпеја. Градот Рим беше просперитетно место за богатите, со луксузни уживања како куќите на задоволство. Иако жителите на Помпеја ги прикажа овие бордели како еротско уживање, реалноста е прилично трагична. Многу од работниците биле робови кои работеле во мали келии. Навистина има скршено минато поврзано со него, но овие структури се уште вреди да се истражат. Овие бордели се прекрасно сочувани, со уметност насликана над зидовите, прикажувајќи ги услугите обезбедени за историската заедница. Восхитувајте се на вилата на Мистерии. Римската вила на Мистерии е добро сочуван рурален римски имот, познат по своите шарени фрески и сложени мозаици. Најпознати од нив се оние во соба 5, за кој се верува дека го прикажува иницијацијата на невестата во грчко-римски култ. Датира од 2 век пред нашата ера. Неговата важност го достигнува својот зенит во време на августанската ера. Поразорниот земјотрес во 62-та година од нашата ера, таа паднала во распаѓање и била претворена во фарма посветена на главното производство на трговија на вино. Во 1909 и 1910 година, Джузепе Спано извршил археолошко ископување кое е открило оваа скриена вила. За чудо избегна значителна штета од ерупцијата на Везув, со низините ѕидови, тавани, а особено фреските кои се уште стојат денес за сите нас да ги видиме. Познат по својата богата историја и археолошките локалитети, Помпеја служи и како влез на некој од најубавите плажи во земјата. Лидо Лос Коглио е тивка плажа, позната по своето кристално чисто море, кое е дом на различни видови риби. Незината добро одржувана околина и чистота дополнително ја зголемуваат незината привлечност. Спагија Либерта е живописна плажа позната по своите прекрасни пејсажи и уникатниот карпест пејсаж. И покрај убавината и близината до центарот на градот, плажата не е пренатрупана, што ја прави релаксирачко место за посета. Обезбедува низа удобности, вклучително и платени лежалки за посетителите.
Роса де Венти е позната по своите природни убавини и панорамски поглед на планината. Таа нуди низа удобности и рекреативни активности, што го прави соодветно место за семејни излети и групни активности. Па доколку досега не сте имале на ум да отпатувате на ова прекрасно место, сигурни сме дека сега по оваа видеопрошетка ја ставивте Помпеја на вашата листа на патувачки дестинации.